Слово 12 за лагата. Железото и каменот произведуваат оган, а многу говорливоста и шегата ја произведуваат лагата. Лагата е исчезнување на љубовта. Кривоклетството е одрекување од Бога. Ниеден паметен човек не би требало да мисли дека лагата е мал грев, зашто нема грев против кого што Пресветиот Дух би изрекол толку страшна пресуда како против лагата. Штом Бог ќе ги погуби сите што говорат лага, како што вели Давид, Псалм 5:7, што ли заслужуваат тогаш тие што лагата ја спојуваат со заклетва? Сум гледал луѓе што се фалат со својата лага и со духовитост и шупливи лаги предизвикуваат смеа, пак и слушателите жално го искоренуваат плачот. Кога демоните ќе видат дека од самиот почеток се обидуваме слушањето на непристојните разговори да го одбегнеме како некаква заразна болест, тогаш се обидуваат да не измамат со помош на две помисли. Не навредувај го соговорникот, ни шепотат, или не се покажувај по-побожен од останатите. Отскокни, не двоуми се. Инаку, смешните мисли ќе те вознемируваат за време на молитвата. И не само да одбегнуваш, туку и побожно да растураш такво лошо друштво, фрлајќи ја среде нив помислата за смртта и за последниот суд. Подобро при тоа да се испрскаш и со малку славолюбие, за да би бил причинител на општа полза. Лицемерието е мајка на лагата, а често и нејзин непосреден повод. Некои тврдат дека лицемерието не е ништо друго, туку вежбање во лажењето и создател на лагата, со која е помешано кривоклетството, достојно за најтешка казна. На оној што стекнал страв Господов, лагата му станува туѓа, зашто за неподмитлив судија ја има својата совест. Како и во сите страсти, така и во лагата гледаме разлики во штетата. Поинаков е судот кон оној што лаже во страв од маките, а поинаков кога се лаже без некоја вистинска опасност. Еден лаже за разонода, другот сластолюбие. Еден за да ги развесели присутните, а друг за да му исплете мрежа на ближниот и за да нанесе зло. Властите ја прогонуваат лагата под закана со најтешки казни, но изобилните солзи во потполност ја уништуваат. Оној што лаже често се изговара со околностите и она што е пропаст за душата го смета за добро дело. Лажливиот човек се прикажува за подржавател на Раав. Исус Навин 2:1 и вели дека со сопствената пропаст спасува други. Кога наполно ќе се исчистиме од лагата, дури тогаш ќе можеме да ја употребиме, но не без страв Божи и не без крупна причина. Малото дете не знае за лага. Не знае за неа ни душата, која што во себе веќе нема лукавство. Развеселениот од вино и против своја волја ја зборува само вистината. И оној што се опил со умиление не е во состојба да излаже. 12 скалело. Оној што се искачил го стекнал коренот на добродетелите.